Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Ја бранеа државата, завршија како терористи. Двомесечните мирни протести кулминираа на 27 април со влез во собранието, а потоа и со пресуда за терористичко загрозување на уставниот поредок за 16 луѓе. Протестите започнаа откако беше објавена Тиранската платформа, која беше услов за Зоран Заев да ја формира владата. Tirana Zyrtare ka përgatitur një dokument këshillimi për partitë shqiptare në Maqedoni. Vizion Plus ka mësuar se nesër kryeministri Edi Rama do t'ja përcjell këtë dokument drejtuesve të subjekteve politike. Në të kërkohet unifikimi I qëndrimit për ruajtjen e interesit të shqiptarëve. Секојдневните мирни протести добија ново светло во само еден ден. Прво луѓето беа спровоцирани кога од собраниската говорница се запеа химна на туѓа држава. Уритон те përбashkuar me një dëshirë, me një qëllim. Револтот пораснал уште повеќе во моментите кога спротивно деловникот за собраниски спикер беше избран Талат Џафери. Ваквото погазување на уставот ги потикна демонстрантите да влезат во собранието. За влезот во собранието повеќе од 20 луѓе добија кривична пријава, за која според многумина немаше никакви елементи, терористичко загрозување на уставниот поредок, во судница беа задржувани и по цели денови, рочишта кои траја од рано утро до досна во ноќта, кривичен одреди драконски затворски казни, 16 од 17 обвинети на крајот беа осудени на 211 години затвор, апелација подоцна намали вкупната казна на 188. Судот обвинетите ги осудува Митко Часков на казна затвор од 18 години, Митко Пешов на казна затвор од 15 години, Душко Лазаров на казна затвор од 15 години. Откако ја слушнаа пресудата, дел од тогаш веќе осудените испратија порака дека еден ден ќе огрее сонцето на слободата. Не се плашам од затворот. Вие не осудивте. Историјата ќе нас ослободи. Еден ден ќе угрее сонцето на слободата. Да живее Република Македонија. Да направив 10% од она што го направив за Македонија и македонскиот народ, во Хрватска ќе бев прогласен за херој. После се што направив за Македонија и за нејзините граѓани, во име на тие исти граѓани, сум прогласен за терорист и сум осуден на 12 години робија. Тука сум понижен. Требаше ја 15 да изедам. Од друга страна, дел од обвинетите беа амнестирани, а меѓу нив и пратениците кои гласаа за промена на уставното име, Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Сашо Василевски.